Пратениците заминуваат на летување со блокирани неколку закони и неодговорени пратенички прашања. Партиите на албанците во опозиција ја блокираа работата и на денешната последна седница пред колективниот одмор. Исто како и на последните неколку седници, пратеничката Илира Даути од Албанска лига постојано имаше процедурални забелешки и бараше премиерот да ја одговори на прашање за законот за правишна застапеност поставено писмено уште пред неколку недели. Јас барам денеска цела опозиција да стои позади моето барање, во спротивно, не сакам тоа спротивното да го кажам овдека. Не можеш да бидеш опозиција во собранието и да дозволите вакво однесување, без разлика дали е премиерот, министерот или некој друг. Даути не остапуваше одговорницата ни откако Гаши ја потсети дека деловникот не предвидува можност на писмено прашање да се одговара усно и дека требало и денеска да се пријави и да постави прашање, па службите и го исклучија тонот. Гаши на средбата со новинарите предпладнево појасни дека според деловникот пратениците имаат право на една процедурална забелешка, иако тој им дозволува повеќе за да не се прават тензии. На говорницата на Даути се придружија Зијадин Села и Ријад Шакири, пошто беше дадена пауза, но тензиите продолжија и по паузата. Ова е причинско последично. Како се однесува мнозинството, така ќе се однесува опозицијата. Не може, ако мнозинството упорно 2 години прави тоа што прави во собранието, и надвор од собранието, и на говорница, ние мора соодветно причинско последично да се реагира. Владеачкото мнозинство да не биде кочено од страна на опозицијата со банални и тривиални работи и да бидат уредени сите права и обврски на сите чинители во ова собрание. Што се случува изминативе денови? Гледаме тенденција да се сака да се прави шоу од процедуралните барања. Блокадата почна со законот за правишна застапеност. Пратениците од етничките заедници во опозиција се собра и бара да се гласа законот за да се покаже дека мнозинството нема бадентер, но Гаши го одложи гласањето и останува на тврдењето дека тоа е негова деловничка можност. Јас ќе го искористам тоа право да проценам и да одлучам кога е најдобро за тој закон да се стави на гласање. И нормално сакам да знаат сите и граѓаните и опозицијата дека не планираме скришум да го донесеме. Ќе биде свикана седницата, ќе бидат сите пратеници повикани и ќе одлучи пленумот. По одморот ќе треба да се бара решение и за гласање на законот за Скопје, Европска престолнина на културата, за законите од образованието и за изборниот законник.